Приватните специјализанти во неизвестност не протестираат со надеж дека ќе најдат заеднички договор со министерот за здравство. Тие чекаат прием кај таравари за да ги образложат нивните барања за повисоки плати, здравствено осигурување и решавање на нивниот работен статус. Министерот за нивните барања кажа дека ќе бара решение, се со цел Македонија да не ги изгуби докторите. Неговиот предлог беше тие да добијат решение за работа и да се распоредени во јавното здравство каде што има дефицит на кадар. Искрено се надевам дека ќе дојдеме до заедничко решение. Министерот по неколку наврати изјави дека е оптимист и дека ќе се потруди да најде решение. Меѓутоа додека не оствариме средбата, не седнеме заедно на маса и не разговараме, навистина не можам да кажам нешто подетално како ќе. Приватните специјализанти велат дека би го прифатиле предлогот на министерот, но се да биде разумно решено, да се разгледа кој специјализант во кој град живее и каде му е фамилијата, таму да биде вработен. Според нив тоа ќе биде добро и за нив и за јавното здравство. Претпоставам дека вработувањето ќе тече според место на живење или некоја близина, како со цел да не биде дека колегите дека ќе мора да го напуштат своите места за да патуваат доста далеку, дека тоа ќе биде некоја прераспределба на работните места во близина на нивното живеалиште. Со оглед на тоа дека во изминатава година имаше 3 конкурси за приватни специјализации од скоро сите области, така да имаме една хиперпродукција на кадар и сметам дека треба да се дел од специјализациите да се укинат, односно да се пуштаат само по потреба со цел да се спречи хиперпродукција на одредени кадри. Младите доктори алармираат дека ако државата не го вклучи побрзо зеленото светло и не ги тргне препреките пред нив, голем дел од нив ќе заминат надвор од Македонија. Околу 400 приватни специјализанти покрај негодувањето, протестите, продолжија да ги извршуваат своите задачи. Лекуваат пациенти, а тие се без здравствено осигурување, дежураат и по 24 часа, работат рамо до рамо со своите колеги и за тоа добиваат само 26.000 денари. Надлежните претходно не ги прифатија нивните барања за надоместок од 40.000 денари, здравствено осигурување и решавање на нивниот работен статус.